Така, значи од денеска муслиманскиот свет започнува да го празнува, односно започнува со рамазанскиот пост, а по завршувањето на рамазанските пости доаѓа и Бајрам. Како муслиманскиот свет го одбележува овој пост? Значи, кај нас во Куранот Аллах спомнува, значи арапски вика ја ајюхаллазина аману кутиба алейкум ас-сијаму кема кутиба алел лезина мин кабликум лааллекум таттакун. На превод значи пред вас овие луѓе што се постеле, значи вие треба да постите. Нашиот пратеник, значи Мухамед салаллаху алейхи ве селем вели, значи постите вика за Аллах. И неговите убавина ќе го даде вика Аллах. Значи започни денеска Рамазан, цел месец, ние 30 дена како муслимани постиме. Посто значи само не да стоиш гладен, значи не треба да гледаш лошо, не треба да мислиш лошо, не треба да слушаш лошо спрема луѓето. Ние како постиме, значи од 2 сата вечерта, 2 и 20 минути што значи, од 2 сата до 3 сата треба значи да не јадиме. После вечерта 8 сата, значи посто си го отвариме. Утре од дента, значи па исто така повторуваме. Така, започувате да постите со 1 час, но меѓутоа на секој веќе нареден ден, како одминува времето, така се поместува и времето од кога започнуваат постите. Што истиот значи? Ние, значи, кога постиме, Аллах ни дава еден ден Бајрам. Значи, кој има Бајрам, оние што постат имат Бајрам. Оние што не постат, немат Бајрам. Како и во другите религии, се опростува непостењето на верниците за сите оние кои што боледуваат, кои што тргнуваат на некакво патување, бремените жена, па дури и децата. Кај нас, значи, некој ако патува 90 километри, значи може да го остави постот. Ако може да издржа, значи, патувањето, може слободно да пости. Исто кој има бременост, значи, ако се плаше да не му стане нешто, значи, може да не пости. Кој е болен, значи, докторот му кажува дека не може да постиш, кај не се вика фидие. Фидија се вика, значи, му се дава на оние што се сиромафи, му се дават пари, на 30 дена се собира по 100 денари, му се дава на сиромафот. Така. Кој е твоето видување, иако ти си релативно млад оџа, сметаш ли дека младите постат редовно? Кај нас, младите, значи, како што кажавме, постот, значи, само луѓето не треба да останават гладни. Значи, постот е духовно прочистување и постот, значи, добар однос им дава на луѓето и младите, значи, кај нас, еден треба да, значи, да биде 14 години за да пости, треба да биде и муслиман. Значи, ако не е муслиман и ако нема 14 години, не може да пости кај нас, во исламска верска. Така, еден месец верниците од муслиманска вероисповед го празнуваат Рамазан, односно постат цел месец и како што и кажавме на почеток, доаѓа Бајрам. Како верниците го празнуваат истиот празник? Завршувањето на Рамазан, значи постуваме Бајрам еден ден. Како што кажавме, значи луѓето што остануваат муслиманите 30 дена гладни и еден ден им дава Аллах, значи Бајрам. Значи што се останувале гладни, еден ден им дава Аллах да јадат, да пијат. Значи кои постат имат Бајрам, кои не постат немат Бајрам. Ви благодарам.